Ќе немате ништо и ќе бидете среќни. Колку пати ја слушнавме или прочитавме оваа синтагма во изминативе 3 години. Одредени центри на моќ станаа толку видливи и се чини како да им се брза за остварување на оваа дистописка агенда. Има таму некаде во Швајцарија, во Давос, група на луѓе кои очигледно на мускули треба да истераат агендата 2030. Постојат неколку основни столбови на кои е заснована оваа агенда. И покрај фактот што доста работи од неа веќе се штиклирани како остварени, мнозинството луѓе понатаму немрно се однесува кон оваа агенда. Морам да признаам дека оваа агенда има силна орвеловска и бернајзовска компонента. Затоа е и толку ефикасна. Орвел верувам сите го знаете. Неговото пророчко дело 1984 година како да ни ја има нацртано денешната реалност, со неговите абсурдни спротивставености, како војната е мир или омразата е љубов. Преку блоковската поделба на Океанија, Истазија и Евразија, присутноста на уреди преку кои во секој миг поединецот е наблюдуван од големиот брат, до манипулацијата во која секојдневното влошување треба со сила да се прифати како подобрување. До новоговорот и јазичната цензура сме свесни секојдневно. Веќе ни зборовите не го имаат старото значење, а новите се скратени, искасапени и зелени. Едвард Бернајс е внук на Зигмунд Фројд и е одличен применувач на теоретските сознанија на Фројд. За него се вели дека го има измислено од 20 век, пред се заради неговата примена на психоанализата во рекламниот бизнис. Тој, во воведот на неговата култна книга Пропаганда, ќе напише: свесното и интелигентно манипулирање со организираните навики и мислење на масите е важен елемент во демократското општество. Оние кои манипулираат со овој невидлив механизам на општеството сочинуваат невидлива влада, која е вистинската владеачка сила на нашата земја. Ние сме управувани, нашите умови се обликувани, нашите вкусови формирани, нашите идеи предложени, главно од луѓе за кои никогаш не сме слушнали. Ова е логичен резултат на начинот на кој е организирано нашето демократско општество. Огромен број човечки суштества мора да соработуваат на овој начин ако сакаат да живеат заедно како непречено функционално општество. Нашите невидливи гувернери во многу случаи не се свесни за идентитетот на нивните колеги членови во внатрешниот кабинет. Ова е брилијантен начин да се каже дека вистинските господари се невидливи. А тоа што некои си господа во Давос или Брисел повлекуваат одлуки е само доказ дека планот конечно преминува во пракса. Се уште беше 2020 година кога го направи видеото Дигитален тоталитаризам, кој што знам дека на многумина и ден денешен им е абстрактно и непоимливо. Сега, во 2023 година, гледам дека мнозинството се уште мисли дека кога поедината мерка ќе дојде, за спас ќе биде доволно само нашето не. Извинете, ама не е така. Местото од каде доаѓаат сите новитети од агендата 2030 кон сите нас што живееме во Европа како континент е секако Брисел, односно Европската комисија. Низините одлуки, поминати низ Европскиот парламент во Страсбур, добиваат сила на меѓународни договори. Не треба да се биде правен гений за да се знае дека меѓународните договори имаат обликувачка сила за националното законодавство, кој мора да биде прилагодено на нив. Во САД е исто со федералните закони. Последна од редицата мерки што дојдоа од оската Брисел-Страсбур е законот за зелени домови. Без да се занимаваме со деталите кои се достапни на интернет, мораме да кажеме што значи поимот зелени домови. Зелени домови се живеалишта кои или се новоизградени по најнови еколошко-енергетски стандарди, а тоа значи добра изолација и вградено грејење и ладење, кој максимално ја рационализира потрошувачката на енергија. Овие домови по 2030 година ќе бидат единствените во кои реално ќе може да се живее. Односно, единствените во кои ќе биде дозволено законски да се станува.
Останатите ќе бидат сметани за опасни и неупотребливи. Секој кој малку ја познава Европа, знае дека овде се гледа влијанието на северните земји, како Шведска, Данска или Финска, кои имаат висок стандард и мало население. Додека во земји како Италија, Португалија, Шпанија, каде што има огромен број на стари градби од вековите наназад, ова е тешко изводливо. Европа не е место каде секој жител е богат и каде секој може да си дозволи купување нов стан или реновирање на фасади и вградување нови грејни тела, за кои се потребни десетици илјади евра по семејство. Тоа за многу семејства е незамисливо. Со овој европски закон многу семејства кои сета животна заштеда ја вложиле во домот, ќе го изгубат во име на новата зелена политика. Зошто велам ќе го изгубат? Затоа што според овој закон стануваат несоодветни за станување и издавање, а со самото тоа не може да се регистрира постојано место на живење. Со тоа се губи адресата и документите поврзани со неа, и да не зборувам како влијанието подоцна има на социјално-правните односи во општеството, во смисол на работа, социјална и здравствена заштита, образование на деца и многу други работи. На Западен Балкан, вклучително и во Македонија, ова се применува можеби со задоцнување заради нашето постојано доцнење во се, но на крај се применува. Доволно е да се потсетите за предлог законот за дигитален идентитет. Кај да е, ќе се воведе. Сега се надевам дека делот од видеото Дигитален тоталитаризам што се однесува на смарт хоум почнува да станува јасен и конкретен. Новите домови под изговорот на енергетска ефикасност ќе се претворат во така наречени паметни домови, кои како што објаснував во видеото се совршена келија во која големиот брат гледа се и контролира се. Ова, како што знаете, ќе предизвика да многу луѓе останат трајно без своите домови, а оние кои немаат никогаш нема да можат да купат прескап енергетски ефикасен дом. И тука ќе почне разбивањето на основната клетка на општеството, односно семејството, и создавање општество на кошница, на мравилник, каде има еден центар и неброени безлични поединци. Се во таквиот дом треба да биде смарт технологија, од фрижидер до тоалет. Приватната сопственост каква ја познаваме денес, по сите еколошки мерки и стандарди ќе стане луксус за малкумина. Зашто обичниот човек нема доволно пари за супер скапите грин технологии, кои треба да го заменат секој аспект од нашите животи. Тоа постепено се случува. Една работа е многу важна. Јас не сум против напредувањето на технологијата. Не сум против дигитализацијата. Напротив. Оно што мене подолго време ме обседнува е системот кој го споставен во едни дамнешни, древни времиња. Тој систем просто кажано е робовладетелски, односно владење на една мала елита со бескрајното мнозинство. Таа мала елита денес со поседување на новите дигитални технологии, прангите од железни само ги направи невидливи и дигитални. Свесноста за тој систем и неговото разоткривање е оно што ме мотивира да ги правам овие видеа. Проблемот е прастар и решенијата не можат да дојдат преку ноќ. Затоа, во некои од наредните видеа ќе позборуваме за можните решенија. Јас сум Татнчо, драги пријатели. Секој добро.